Една од најголемите трагедии во историјата на Македонија, катастрофалниот пожар во Кочани кој однесе 59 млади животи, треба да не научи и освести дека секој треба одговорно да си ја врши својата работа. Охриѓанецот Коста Кузмановски, кој целиот свој работен век го поминува како пожарникар, отворено зборува за тоа какви материјали се користат при изграда и уредување на угостителски објекти, речиси секаде во Македонија. Многу треба големо внимание да се обрне на објектите кои што се од голем, кои што може да соберат многу посетители. Значи тука има прописи кои што гледаме дека не се придржуваат до тие прописи. Значи прво треба да има повеќе влезови, излези, треба да има хидранска мрежа, треба да има противпожарни апарати, треба да има лица кои што знаат да ракуваат со противпожарни апарати. Сега, каде поиќе, каде помалце, меѓутоа сегде по нешто фали. Нигде не е комплетно. Угостителските објекти горат брзо затоа што пред све се изградени со лесно запалливи материјали. Со цел да се избегнат големи трошоци, кога се инвестира во угостителските објекти, се импровизира со небезбедни материјали, кои многу брзо горат и за 5 до 10 минути може да го претворат локалот во пепел. Особено внимание треба да се посвети на покривните конструкции во случај на пожар, да имаат најмалку 30 минутна издржливост. Кузмановски потенцира и дека многу малку организаторите на концертите поднесуваат барања до противпожарните единици за обезбедување на настаните. Обично кога има настапи избегава да не повика, само не известуваат. Меѓутоа по правило треба на секој таков голем настап да има противпожарна екипа заради безбедност на посетителите, особено кога имаме голем број на посетители на еден простор. Меѓутоа да речам дека 20% само од настаните се покриени со барања. Во име на Охридската противпожарна единица, Кузмановски со апел до надлежните да се направат детални контроли на сите угостителски објекти во Охрид пред великденските празници кои го полнат градот. Изминативе денови се проверува лиценците за работа на угостителските објекти низ држава. Беше истакнато дека во Охрид имало 4 објекти, од кои 3 со важечки и 1 без лиценца. Ова внесе забуна во јавноста, бидејќи бројот на кабареа, нокни клубови и дискотеки е многу поголем. Иако дел од нив сега не работат, но се актуелни во сезона, охриѓани апелираат да се спроведат контроли на сите до еден угостителски објекти кои постојат во Охрид, да се проверат дали сопствениците ги поседуваат сите потребни документи. Од месец мај сите нокни клубови почнуваат со работа.